Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Тетовци сметаат дека се уште е рано за олабавување на рестриктивните мерки. Денот на победата над фашизмот 9 мај вчера беше пригодно одбележан во Тетово. Отворени места за 1555 ученици во 4 средни училишта во Гостивар. Главниот координативен кризен штаб предлага намалување на рестрикциите. Предвидено е полицискиот час да почнува од полноќ. Граѓаните на Тетово сметаат дека се уште е рано за ублажување на заштитните мерки. Полицискиот час да почнува од полноќ, предлага Комисијата за заразни болести. Соодветно на ова се планира дозволеното време за работа на угостителските објекти да биде до 23:30 часот. Исто така се предлага вежбалните, фитнес центрите и теретаните да почнат со извршување на својата дејност во објектите. Во пресред на намалување на рестрикциите, повеќето граѓани на Тетово сметаат дека се уште е рано да се олабават мерките, бидејќи како што велат и понатаму е присутна опасноста од брзо ширење на вирусот. Да се намала, тие треба повеќе да се зголемат, уште има опасност. Све народот се по улици се собираат по кафичи. Не треба да се намалите, туку да се зголемит. Рестриктивните мерки во смисол само за ковид, ако треба да си останат. Затоа што овој вирус лесно се шири и гледаме дека во последно време со овие мерки прилично е понамален бројот на заболени од ковид. Па има уште опасност. Како слушаме од надвор има. И треба да се пазимо, ама што ќе биде, не знам. Има уште мало. Треба да имунизират другите. Па треба. Зошто така мислите? Па више време е више. Затоа. Сметате дека нема веќе опасност од Па вирусот? не би требало да има опасност. Новите мерки би важеле од 12 до 18 мај, а се предлагаат поради намалување на бројот на хоспитализирани и заразени лица. Инаку предлог мерките се очекува да бидат усвоени на утрешната владина седница. Сите вакцини се безбедни, а се очекува колективен имунитет во земјава до крајот на летото, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Тој рече и дека интересот за вакцинација кај граѓаните секој ден е се поголем. Колективен имунитет до крајот на летото, очекува министерот за здравство Венко Филипче. Тој како што изјави во вчерашното интервју на Радио Слободна Европа, очекува со сите вакцини што треба да пристигнат во земјава до крајот на летото да се постигне колективен имунитет. Министерот нагласи дека сите вакцини се безбедни и нема потреба граѓаните да преферираат една наспроти друга вакцина. Сега со пристигнувањето на ова значено голема количина на вакцини, очекуваме уште 100.000 на 15 мај, повторно од производителот Синофарм, и количината од 500.000 вакцини од производителот Синовак до крајот на месец мај, значи една значено голема количина, која што ќе се дистрибуира по овие два канали кои што ги спомнав. Решивме да се стави приоритет на тие кои што се пријавиле. И затоа се направи на пресек на 30 април, сите граѓани кои што се пријавени на сајтот вакцинација МК, а тоа се невакцинирани близу 160.000, во период од 2 недели, значи некаде до 15 мај, ќе добијат термин за вакцинација преку SMS порака или мејл. Тоа значи дека ставаме приоритет на тие кои што покажале интерес за вакцинација и затоа апелираме да граѓаните се пријават на сајтот за да ги има во системот мој термин, за да може понатаму да се креираат тие приоритети. Сите вакцини се еднакво ефикасни во однос на штитење од тешка форма на болест и од смртен исход како резултат на болест. И тоа е потврдено со сите клинички испитувања, со сите испитувања кои што се понатаму направени и после давањето на апликација голем број на земји, сериозно големи земји ја
дистрибуира таа вакцина, например Турција, нема никаков сомнеш во ефикасноста на ниту една вакцина, впрочем, тоа што и Светската здравствена организација и Европската агенција за лекови сега ги евалуираат и сите други вакцини од други производители кои засега од нив не се одобрени, ни укажува на тоа дека сите вакцини се ефикасни и комбинацијата на вакцини конечно треба да биде и ефективна, односно да смени сликата на пандемијата на сега до светот. Нема земја, освен некои ретки, кои што се производители на вакцини, кај што ексклузивно се користи само еден тип на вакцина од еден производител. Тоа е навистина голема реткост и затоа, дури за нашите разговори пред 2 дена со еврокомесарот Вархеј, ни беше укажано дека за патување во земјите членки на Европска унија како еден од условите кога станува збор за вакцината, ќе бидат прифатени сертификатите за вакцинација со вакцини кои што ќе бидат одобрени и од ЕМА и од Светска здравствена организација, а сега е поставката за буквално сите вакцини. Министерството за здравство информира дека заклучно со завчера вакцинирани биле вкупно 107.978 граѓани, а на веб платформата vakcinacija.mk се пријавиле 279.909 лица. Од Комисијата за здравство на Општинската организација СДСМ Тетово апелираа граѓаните масовно да се вакцинираат со цел побрзо ставање крај на пандемијата со коронавирусот. Почитувани, системот за масовна вакцинација во Тетово започна и функционира безпрекорно. Овозможени се сите услови за непречен тек на процесот за постигнување на колективен имунитет. Масовна вакцинација се одвива во спортската сала на Средното медицинско училиште во Тетово. Процесот на вакцинација тече со добра динамика, вакцините ќе бидат распределени за што повеќе граѓани, за што покусо време да се вакцинираат. Да ја искористиме шансата за вакцинација, само така ќе го победиме вирусот COVID-19. Пандемијата не научи на почитување на превентивните мерки, а во оваа фаза да бидеме сплотени и обединети и да ставиме приоритет на вакцинацијата со која ќе ставиме крај на пандемијата. Апелираме до сите граѓани дека вакцините се безбедни, а несаканите ефекти се мали. Огромна благодарност до моите колеги, сите лекари, медицински лица, волонтери и помошен персонал кои активно се вклучени во процесот на вакцинација и даваат голем придонес во успешно одвивање на овој процес. Почитувани, апелираме до сите лица од сите возрасти кои сакаат да се вакцинираат против COVID-19 и на тој начин активно да учествуваат во ставањето на крај на пандемијата, да се пријават на веб страната на Министерството за здравство vakcinacija.mk и да го резервираат своето место на листата. Денот на победата над фашизмот 9 мај вчера беше пригодно одбележан во Тетово. 76 години од победата над фашизмот на пригоден начин вчера беа одбележани во Тетово. Поради пандемијата не беше организирана свеченост, но букети свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата положија делегации на Сојузот на борци од Тетово, Општинската организација на СДСМ од Тетово и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово. Не сме во можност, онака како што доликува да ние овој светол датум од историјата го одбележиме свечано, со манифестација, со пригодна програма, со игра, со музика. За жал, пандемијата го стори тоа, но Сојузот на борци од Тетово, како што забележувате и овој датум во придружба на неколку политички организации, со полагање на свежо свеќе пред споменикот на револуцијата, го одбележа овој значаен датум од историјата. Со подпишување на безусловна капитулација на нацистичка Германија на 9 мај 1945 година беше ставен крај на Втората светска војна. Му претходеше величествената победа на советската армија во време на Втората светска војна, после Сталинградската битка, која представуваше пресвртница во Втората светска војна. После оваа битка, светот веќе не беше толку исплашен и заплашен од големата воена машинерија што ја имаше дотогаш Германија на чело со Адолф Хитлер. После ова следуваја само порази на Германија, иако тие на некој начин не се предаваја. Значи Македонија даде 100.000 војска,
положи 24.000 жртви, не сметајќи ги тука и македонските евреи кои беа депортирани од Скопскиот монопол во Треблинка, кои таму беа и погребани. Денот на победата над фашизмот вчера се одбележа со низа настани на глобално ниво. Во средните училишта во Гостивар течат подготовките за спроведување на уписите на полуматурантите. Според конкурсот на Министерството за образование, во 4 средни училишта отворени се места за 1555 ученици. Средните училишта во Гостивар се подготвуваат за предстојните уписи на ученици во прва година, кои треба да се спроведат наредниот месец. Годинава Министерството за образование предвиде одредени измени во некои училишта, со намалување на бројот на паралелки и отворање на нови смерови. Според конкурсот во 4 гостиварски средни училишта може да се запишат вкупно 1555 полуматуранти, што е намалување за околу 400 споредено со претходно. Во гимназијата се отвораа 374 места, во техничкото 637, додека во медицина и економско 272. Во однос на начинот на кој што ние се подготвуваме, се надеваме дека ова учебна година ќе покаже поголем интерес од страна на деветоделенците за упис во нашето училиште. Профилите кои што ги нудиме се оние кои што и минатата учебна година, со тоа што ова учебна година на македонски наставен јазик од сите 3 образовни профили, економски техничар, правен техничар и бизнис администратор, нудиме по една паралелка, со максимум 34 ученици во паралелка. На албански наставен јазик имаме 4 паралелки, каде што 2 се за образовен профил економски техничар, една за правен техничар и еден за бизнис администратор, и наставата на турски наставен јазик профилира еден образовен профил економски техничар со една паралелка. И годинава како и лани, запишувањето во средните училишта ќе се спроведува под протоколи за заштита од коронавирус. Првото пријавување ќе се организира во 4 дена, почнувајќи од 14 јуни. Од првиот ден започнуваме малку подоцна од 12 часот до 19. Наредните 2 дена се во текот на целиот ден од 7 до 19 часот и последниот ден на 17 од првото пријавување предвидено е од 7 до 15 часот да траат уписите. Вториот рок за упис ќе се врши на 23, 24 и 25 јуни, додека третиот на 30 јуни. При аплицирање, учениците треба да поднесат пријава која ја подигнуваат од училиштето во кое сакаат да се запишат, оригинални свидетелства од 6 до 9 оделение, извод од матичната книга на родените и доколку имаат дипломи од освоени награди на меѓународни и државни надпревари. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 71 лице, од кои 39 во Тетово и 32 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 17 лица на тетовското подрачје изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лица со вакви решенија не било констатирано непочитување на истите. Полицијата во Тетово регистрирала и 2 прекршувања на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. 27-годишникот Тетовски Порој пак вчера во СВР Тетово пријавил дека во близина на Тетовски Требош бил физички нападнат од 20-годишникот Порој, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера од 10 до 15 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е акцијска контрола за мотоциклисти, во која вкупно биле откриени 26 прекршоци, а кои биле заокружени со 46 мерки. Поради овие и други констатирани недостатоци од сообраќај се исклучени 18 мотоцикли. При контролата откриени и санкционирани се 11 други видови прекршоци. На Гостиварското подрачје пак вкупно се откриени 15 прекршоци. Откриени
Најголемите прекршоци санкционирани се со соодветни мерки, а санкционирани исто така биле и 15 други видови прекршоци. За 3 месеци полицијата казнила 706 лица кои управувале возила без положен возачки испит, претежно млади на возраст од 17 до 35 години. СВР Тетово укажува дека со ваквото однесување кое е казниво се загрозува безбедноста во сообраќајот. Во изминатите 3 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово изречени се вкупно 706 санкции за управување на возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во Тетово 563 и во Гостивар 143. Претежно станува збор за млади лица на возраст од 17 до 35 години, кои најчесто управувале патнички моторни возила и мотоцикли, а во неколку случаи товарни возила. Сите биле адекватно санкционирани со законски предвидените поднесоци и парични глоби. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел, посебно до младите, да не седнуваат зад волан без претходно да го положат возачкиот испит, зашто ја доведуваат во прашање пред се сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, но и ќе се соочат со поднесоци и глоба, која за овој вид прекршок, согласно член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, изнесува 250 евра во денарска противредност. Исто толку изнесува паричната глоба и за сопствениците кои ќе им ги дадат на управување своите возила, патнички мотоцикли и други на лица кои немаат возачка дозвола. Младите гостиварци Теодора Матеска и Љубе Цветковски промовира прва заедничка авторска песна "Ако ме сакаш". Теодора има 17 години и е ученичка во гимназијата, додека 19 годишниот Љубе е студент на медицинскиот факултет. Ако ме сакаш е насловот на првата заедничка песна на младите Теодора Матеска и Љубе Цветковски од Гостивар, која ја промовираа неодамна. Текстот и музиката се нивно авторско дело, а во снимањето и продукцијата беа вклучени и други млади гостиварци. Песната е промовирана со видео во кое се позајмени филмски сцени. И двајцата многу ја сакаме музиката, а соработката дојде спонтано, вели Теодора. Оваа соработка испадна сосем спонтано. Значи беше по иницијатива и предлог на Љубе Цветковски, кој што ми предложи да имаме заедничка песна, односно да направиме еден дует. Потоа заедно со членовите на групата, на рап групата 12 ме поканија во нивното студио Under the Sun, каде и настана самата соработка. Тука ја пишувавме песната со Љубе. Продукцијата беше извршена од страна на Александар Ѓурчиновски и на Бојан Михајловски. И така, мислам, излезе крајниот продукт. Овие млади музичари од Гостивар остануваат на патот што го избрале, да создаваат и изведуваат песни. Веќе работат на реализирање на своите нови идеи, а нивните планови и желби се врзали со успеси на музичко поле. Јас и Љубе се надеваме дека ќе имаме цврста соработка понатака. Имаме и многу други дела, не само ова. Работиме и на повеќе песни. И се надеваме и имаме желба понатака некои од нашите дела да го прикажеме со видеозапис. Теодора има 17 години и е ученичка во Гостиварската гимназија, додека 19 годишниот Љубе е студент на медицински факултет. Ако ме сакаш, побарај ме веднаш, не можам против чувства јас. Помисли на нас, врати не назад, оваа ноќ сум сама. Ако ме сакаш, биди до мене, кога и да ти требам јас. Помисли на нас, излечи рана, кога сум сама, јас патам. Гласот твој го слушам, ми прави бура. Јас се будам.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со нас, следува спортскиот преглед. Пријатно!